Добар ден, среќен ден, наши пријатели. Огромно задоволство ми е што ќе го најавам најновото издание на нашето музичко шоу Фолк Естрада. Добар ден и од мене, а ово издание на Фолк Естрада е резервирано за една млада и многу шармантна и отмена дама, која има извонредно музичко педигре. И ја знаете добро, тоа е нашата и ваша Анастасија Петреска. Токму така баже, меѓутоа, денеска Анастасија не ни доаѓа сама. Доаѓа со еден композитор, автор, музичар, момче за се, Бован Мојсовски. Stavi krila, kaj mene da doletaš. Teško mi je, ne se krije, srcevo što mi ljuba. Ušteten pusto vreme, ne pominuva. Moj te usni, ne li se vkusni, dojdi ljubi gi. Dojdi po mene, do ruke me zeme, dur se čudiš ti. Dosta leta veke čekam, ajde pobrzaj. Ljubov duri, cveta letaj, dušo ne čekaj. Dosta leta veke čekam, ajde pobrzaj. Ljubov duri, cveta letaj, dušo ne čekaj. Druga ljubov, moje ludo, ne možem da zamislam ništo tujo, ništo drugo, osven tebe ne sakam. Teško mi je, ne se krije, srcevo što mi ljuba. Ušteten pusto vreme, ne pominuva. Moj te usni, ne li se vkusni, dojdi ljubi gi. Dojdi po mene, druge me zeme, dur se čudiš ti. Dosta leta veke čekam, ajde pobrzaj. Ljubov duri, cveta letaj, dušo ne čekaj. Dosta leta veke čekam, ajde pobrzaj. Ljubov duri, cveta letaj, dušo ne čekaj.
zaminam. Devojčinja mori, gugučinja, pat prave te mori da zaminam. Pat prave te mori da zaminam. Lišćo lošo mori ne vičinam. Pat prave te mori da zaminam. Lišćo lošo mori ne vičinam. Lišćo lošo mori ne vičinam. Race mi se mori vođevovi. Lišćo lošo mori ne vičinam. Race mi se mori vođevovi. Race mi se mori vođevovi. Polni mi se mori beli pari. Polni mi se mori beli pari. Beli pari mori za devojki. Ok, веќе сме подготвени за акција. Стартува, значи, најновото издание на Фолк Естрада. Овој тандем што го поканивме денес во емисија не е случајно. Анастасија и Боби, познат како Мојсо. Овој тандем наскоро ќе оди заедно со екипата, нели, на турнеја во Америка. Анастасија, дали си подготвена за она што те чека во таа студена Па зима? да, еве се подготвуваме веќе подолг период со мојот колега Бован Мојсовски. Убава екипа сме, значи една убава четврка. Одите Јас, со Милан Бован Завков? Мојсовски, Милан Завков и Гоце Димовски. Извонредна екипа. Да, ќе бидеме во Нью Џерси, црквата Свети Никола, тамо ќе се одвиваат концертите. Значи, тоа е една мини турнеја, фактички. Да, мини турнеја која што ќе се одвива околу 20 и нешто дена. Одлично, ви пожелуваме успех Благодарам. од нашата редакција. За жал, ние нема да можеме да придружуваме, но ќе ни донесете впечатоци кога ќе се вратите. Да, секако. Нью Џерси. Ете, Кристи многу сака да патува Кристи вам. субо си го кажа. Нью Џерси. Нью Џерси. Америка. Америка, дете. Мојсо, јас не знам дали чу како те најавив. Композитор, автор, вокален солист, се наброев, ај момче за се. Тоа момче за се највише ми се допаѓа, да ти кажам. Тоа сакам да прашам, која титула најмногу ти се допаѓа? Момче за се. Момче за се. Каде Добро да најмногу се знаеме, наоѓаме? Пред се да, поздрав таму на се сите чуе. гледачи на сите телевизија. Морам да ти кажам, по образование сум електричар. Да немате проблеми дома со струја нешто. Да, селичка од фрижидеров не ми работи. Леле бе, Кристи, Не за можам седиш. навечер да крадам
Аха. Јадење. Леле, Кристи, па нема проблем си јалечка. После емисија одиме да средиме. Ќе решиме. Шала на страна. Навистина сум по образование електричар. Работев и во Евана до 2009 година, меѓутоа напуштив, затоа што сватив дека Бог ми даде дарба за музика и треба се занимавам со музика. Дефинитивно со музика се занимавам од своите 6 години како музичар, па покасно како автор, член на бенд кој што доста функционираше добро во свое време. Поздрав до колегите ако ме гледаат, бенд Хармонија на времето. И све што е околу музика е мојата љубов моментално. Значи немаш некоја посебна, дали како автор, дали како Не, композитор? застапе сум и како композитор, како автор и како музичар по така наречеме Па и наши Значи, од продуцент. сите тезги. тие сегменти, баш подеднакво имаш љубов. Да. Одлично, одлично. Браво, значи Момче за навистина се. момче за се. Момче за се, ама околу Во музика. музика, да. Океј, дај да фатиме еден од тие сегменти да го разгледаме. Например, твоето авторство или соработката со Анастасија на тој план. Со Анастасија имаме направено Имаме колку веќе песнички? две песни, да, на фестивалот Роса минатата година. Да. Пеев песна на И претходно. господинот Бован Мојсовски. И претходно. И претходната година, да. Бела свила и чаша полна со љубов. Да. Чаша полна со љубов долго време беше Да, на вашата прво топ место. листа. Токму така. Да, Супер, околу- одлично пројде. Да, да, Браво, стварно, браво. навистина стана еве хит и гледам дека младата популација тука во Македонија Ја ја пее. Ја прифаќа? пеат, да, ја прифаќаат. Јас сум- Имаме ли ние можност евентуално во нашето шоу да чуеме? една Да, од тие? да. Баш таа песна ќе Ќе се Токму се, таа. ќе се Да. потрудиме и двете И ќе ги двете спееме ќе ги спееме, Одлично. да. во живо. Епа, за почеток предлагам Морам да ти кажам само секунда, она што го направивме со Анастасија сум презадоволен затоа што е на прекрасен вокал. Ја знам од многу малечка, иначе имам работено песни за таткото нејзин, за Наум Петревски. Моето следно прашање. Неголемиот, да. Види како ти го взимам прашањата. И презадоволен сум, сакам да работам со млади таленти, младината на Македонија кој што е квалитетна. со Анастасија нема да сгрешиш во секој случај. Да. И како што веќе најавив да ја чуеме токму таа песна што ја спомнавме од соработката со Бован Мојсовски. Повели Анастасија. Моите дома се нервира, не спијам, а тие се секира. Како да спијам, ајде кажи ми, се на тебе мислам, душо каде си. Како да спијам, ајде кажи ми, се на тебе мислам, душо каде си. Дојди ми ти, кога сум осамена, за среќа нели, потребни се двајца, за наша љубов, нема замена, со тебе душо, јас сум несреќна, полна со љубов, ми е чашата, испија за среќа како нашата, душни ме душо, силно, најсилно, остани со мене, мој најмило. Моите дома се нервираат, не спијам, а тие се секираат. Како да спијам, ајде кажи ми, се на тебе мислам, душо каде си. Како да спијам, ајде кажи ми, се на тебе мислам, душо каде си. Дојди ми ти, кога сум осамена, за среќа нели, потребни се двајца, за наша љубов, нема замена, со тебе душо, јас сум несреќна, полна со љубов, ми е чашата, испија за среќа
Ја чувме песната, Анастасија, благодарам што ми испеа една таква прибава песна и што те чувме во живо. Мојсто, кога веќе ја спомнавме Роса и песна, ова е песна на Роса, тоа е со тој фестивал, ти си колку време музички директор на Роса? Да, јас сум заедно со Александар Димитров во екипа, односно благодарение на него, музички директор од 2010 година. Соработуваме одлично. Тешко ли е да се биде директор на Па тоа го правам јас фестивал? со задоволство, ви кажа во стартот све што е околу музика го правам со задоволство. Дека е лесно, не е лесно, нормално секоја работа си има своја тежина, меѓутоа има добри 2 месеци, 3 месеци трчање. Најголемиот проблем е нели околу пејачите, пејачките, ние сме малце специфични и си бараме Деликатни. Кажи ми, дали од година на поразлично. година се подобрува фестивалот или пак Па да ти кажам се подобрува, меѓутоа оваа година малку имавме проблем со салата, нормално секоја година беше во универзална сала, па имаше проблеми со сала, па се префрливме на Дом Нарама. Проблемот беше нели што е помала малку нели сала, капацитетот е малку помал, меѓутоа на начинот како си го изведуваме, но и како си го презентираме, какви песни креираме на тој фестивал, сум задоволен. Браво, честитки за Мојсо и за Роса. Јас би ја прашала Анастасија, како се чувствува, тоа е веројатно стереотипно прашање, многу пати поставувано, дали во твојата кариера ти помага или ти одмага што носиш едно такво педигре музичко, со голема тежина педигре, така да кажам? Па секако дека ми помага, бидејќи нормално потекнам музичко семејство. Во која таа смисла помага? Како Па, референца во средината, музичкиот свет или како можност за консултација и за учење? Можност за консултација и учење, бидејќи секогаш кога ќе настапувам било каде, се консултирам со татко ми за било што, бидејќи имам огромно искуство и може секогаш да ме посоветува за било што. И на почетокот во изборот на песни, текстови, значи ми помагаше. Во начинот на изведба? Да, може да ми каже Често пати некои сме разговарали јас и ти на таа тема. Како да ги изведувам музичките дела. Воедно и се трудел да ме воздигне на некој начин со тоа што јас имав многу трема секогаш пред да настапувам. Сега мислам дека немаш И тоа. ми даваше некој поголем елан. Сега веќе порасна. Да, сега веќе па добро, тоа бе неколку 2-3 години каде што искуство е во прашање. Која беше Да, негова баш, каде сугестија што- во поглед на автентичноста твоја како Помагаше. интерпретатор? Дали сметаше дека треба да го негуваш неговиот стил или да си негуваш свој некој автентичен стил? Сме разговарали на оваа тема. Јас, бидејќи сум веќе во друго време, си негувам свој стил. Но сепак се Да, чувствува добро, тоа е веќе онаа генетика нитка. каде што... Генетика, да. Мислам дека не може да се избегне. Не се, колку и да сакам да избегам од тоа, не можам, затоа што тоа е генетика, сепак сум наследила многу работи од него. Да. Тоа е тоа. Тој него, мислам, кога велиме него, се мисли на Наум Петрески. Најголемиот, Не знам. Веќе сите Наум знаат. Да, Веќе сите големиот. знаат. Нашиот легендарен фолк изведувач Наум Петрески. Тоа е тоа околу таа тема. Да. Па еве и баш не само од него, туку и мојата баба прекрасно пее. И За жал не ја секогаш- познаваме. Да. Па татко ми го земал талентот од незе. А ти од И себе. Баба јас од Анастасија? незе, баба ми Анастасија. Ја поздравивме кога беа Да, на да, овие токму така, поздравица, поздравивме, да. Да. Еве повторно до баба И Анастасија. Прекрасен вокале. Така што учам од незе многу македонски стари песни. Браво. Правиме собиранки по дома, значи тоа Седенки. седенки, концертни, Па гледам домашни јас концерти. на слики доста јаголи таму. се Да, тоа често ни се сликани, па некои случува. погачи, Да. славски. Тоа многу често ни се случува. И така, си славите често. Бидејќи имаме и слави доста. Кај славите овде или во Не претежно во домашен амбиент, знаеш. Скопје или Во Скопје и во Струга. Струга. Бидејќи правиме
на татко ми имендените во Да, Струга Свети ги Наум. правиме, Свети Наум. А и пречиста, мислам. Пречиста во Скопје, а имаме уште еден празник кој што го правиме, тоа е Свети Стефан, на моето братче именданот. Одлично. Значи Да. имате Браво, доста за полно славење. луѓе Доста, гости секогаш. Браво. Значи секогаш кај нас има гости. Мојсо, дали ќе бидеш поддршка на Анастасија? Во вокална смисла, мислам, на Секако, турнејата. секако, ние сме моментално турнејата е наша. Наша. Биланчо е напред и Гоце, И Гоце, а и вие- Анастасија, ние сме вокалите кои што треба Да. да го држиме Да си концертот. помагате. И јас верувам во Затоа вас, што ја знам дека таму ќе Знаеме го дека не е лесно еден човек да покрие цела вечер. Можно е, но не е Јас сум лесно. задолжен за машкиот дел, она За женски. си е напред стрелец. Мислам дека на секоја позиција во тимот имате добар играч Да, и дека нема да има лутка. се Точно. надевам дека ќе си поминеме супер. Анастасија, кажи ми зашто одбра да студираш во Бугарија, а не одбра да студираш во Македонија? Па види вака, И да откриеме избор. што беше тоа студирање. тој избор беше секако на татко ми. Јас немав поема дека ќе студирам во Бугарија, сакав тука да се запишам на нашата музичка академија. Значи, номчето да запише. Ама, да, Ете. И под Како него го прво носи да- талентот, што сакаш? за Кој ќе бира? 15 минути одлука негова дека јас ќе студирам во Благоевград, Опа. бидејќи имаме таму доста наши пријатели кои што многу ме помогнаа мене. Па тој е мојот град. Да го Да. поздравиме Митко. Бате Мите, Еден голем ако не поздрав гледа, поздрав до Митко Мите Градевец. кој што е исто пејач интерпретатор во Бугарија, исто има и негови ресторани таму. Им беше како мајка и татко. Одлично, Бугарија. значи имаш и таму голема Одлично. Да, поддршка да, и голема некој што поддршка. Точно. што те пази таму. Да. Па добро и Колку се осамостои ти сама таму, бидејќи нели сама За оние отидеш што не знаат, да студираш? кажеме дека Па- Анастасија студираше соло пеење. облигат ми е соло пење, а иначе сум Музичка теоретски, да. Теоретски. Теоретски оддел. Добро, и тоа го дознавме. Теоретски ми е завршив, познато. а облигат ми беше соло пење. Да, така после тоа се вработив во македонската опера и балет. И тоа е тоа. Да, тоа е тоа. Супер. А колку тоа ти помага сега во кариерата, бидејќи нели таму пееш Многу ме опера и помага. дали некојаш знае да ти излето на оперско пеење, додека настапуваш со Не, твоите Јас немам песни? слушнато. Тоа е веќе се два различни стилови на пеење, на интерпретација. И сега не може да се во народната музика да се ставаат некои други примеси. Боже, а ние да прашаме, кога пееш опера, некој трилерче, не излетува. Не излетува. Обратно. Не, Во хорот кога пееш таму во... не, тоа е веќе друго пеење. Различна техника. Не ти се мешаат Не, Девојче стиловите. за Су се. сама различни. Океј. Кога сме Момче и веќе девојче за се. кај пеењето, предлагам да Можеш. слушнеме малку и музика и тоа Можеш. и од Анастасија, но и од Бобан Мојсовски, една од твоите numери. Може. Може да не кажеш која ќе биде таа? Да, имам нова песна. Ја снимив пред некое многу кратко време. Се вика Не ме мисли мајко. Аха. Музика и аранжманот се мои, текстот е на Борчо Димитров. Поздрав до Боко. И време е да ја промовирам. Епа, тоа е Повелете. најдобро во фолк естрада. Повеле. Ne me misli majko, da li me gre sonce to, da li sicu majko, da li mi je upalo, nevesta si najdol, lična Makedonka, sone ja si imam sve što posakam, nevesta si najdol, lična Makedonka, sone ja si imam sve što posakam. Znam deka majko, ne ti se čeka, poroda vodiš, so pogača meka. Volnik i majko, moć bite stari, se koji neka znaje, koji svadba pravi. Volnik i majko, moć bite stari, se koji neka znaje,
Nemoj da me misliš na večer da ne spiješ. Skoro će se žena promena da sošiješ. Na svadbake igraš, odamna ja spremane. Na leto će bide, koga će si dojde me. Na svadbake igraš, odamna ja spremane. Na leto će bide, koga će si dojde me. Znam deka majko, ne ti se čeka. Poroda vodiš, so pogača meka. Polnigi majko, moć bite stari. Se koji neka znaje, koji svadba pravi. Polnigi majko, moć bite stari. Se koji neka znaje, koji svadba pravi. Znam deka majko, ne ti se čeka. Poroda vodiš, so pogača meka. Polnigi majko, moć bite stari. Se koji neka znaje, koji svadba pravi. Polnigi majko, moć bite stari. Se koji neka znaje, koji svadba pravi. Sonošti mina pokraj vasi. Tebe mome ne te srce mi se rastreperi, počna v solzi da rona. Srce mi se rastreperi, počna v solzi da rona. Sečimo me, Rusi kasi, praviska da se kačam, da ti vidam belo lice, emrudo to tigaro, da ti vidam
me se podigravaš da ti mine vreme to. Ilso me se podigravaš da ti mine vreme to. Време е да направиме нов пресек на вашите гласови кои помагаат во креирањето на единствената македонска топ листа посветена на народната песна. Оваа недела наместо 2 предлога и 5 песни ќе имаме 6 композиции и 1 предлог. Започнуваме со 6-та позиција на која се наоѓа Душко Георгиевски со песната Свири ми виолино. Каде ноќва која успива, кому ли мени уснива руба, кој место мене ке ја покрие, дека се уште ја сака, мора да го знае. Јас и ти, виолино, ноќва ке и кажеме. Свири ми, свири, еј, виолино, може ке чуе, може ке се покае. Свири ми тажни песни, сино, може би дека патанта не знае. Свири ми, свири, еј, виолино, и заплачи со мене да не видам сам. За неја пијам уште една чаша вино, со солзи горчливи јас да го помешам. Кажеме мојот живот без неја, кажеме исто како песнава, ноките ноги како година, а јас се уште ја сакам, уште се надева, дека другија има, не можам да верувам. Свири ми, свири, еј, виолино, може ке чуе, може ке се покае. Свири ми тажни песни, еј, за око сино, може би дека патанта не знае. Свири ми, свири, еј, виолино, и заплачи со мене да не видам сам. За неја пијам уште една чаша вино, со солзи горчливи јас да го помешам. Свири ми, свири, еј, виолино, може ке чуе, може ке се покае. Свири ми тажни песни, еј, за око сино, може би дека патанта не знае. Свири ми, свири, еј, виолино, и заплачи со мене да не видам сам. За неја пијам уште една чаша вино, со солзи горчиви јас да го помешам. Далибор Ѓошиќ е естраден уметник кој што полека но сигурно почнува да зазема место на македонската фолк сцена. Продукција Ексклузив помогна во креирањето на неговиот видеозапис за песната Душице. На 5-то место Далибор Ѓошиќ.
otkako zamina, a ja slečam dušice, rana ljubovna. Pesma pejam od srce, samo za tebe. Vrati mi se dušice, vidi do mene. Dušo moja, dušice, dušo moja i srce. Vreme mine, mladost ludo, ke ni pomine. Dušo moja, dušice, dušo moja i srce. Ogan gori, gori vo mene. Samo za tebe. Site vela dušice, vreme leči se, a ja zvelam bez ljubov, ne se žive. Pesma pejam od srce, samo za tebe. Vrati mi se dušice, vidi do mene. Dušo moja, dušice, dušo moja i srce. Vreme mine, mladost ludo, ke ni pomine. Dušo moja, dušice, dušo moja i srce. Ogan gori, gori vo mene. Samo za tebe. Dušo moja, dušice. Dušo moja, dušice, dušo moja i srce. Vreme mine, mladost ludo, ke ni pomine. Dušo moja, dušice, dušo moja i srce. Ogan gori, gori vo mene. Samo za tebe. Dušo moja, dušice. Во тек се подготовките за нејзиниот солистички концерт кој ќе се одржи наредната година. 4-то место на топ листата за која вие гласате на veselo.mk. Сузана Спасовска и песната Измамена.
Пат од една позиција за битолчаните, кои го освоија Балканот, а и естрадната уметничка која ги освоила сите срца. Анета и група Мулика со мегахитот "Слушни ме мајко стара".
reče skoro ke si dojde. Slušni me majko stara, vetena ne se dava, ili na nego žena, ili sama do veka. За прв пат во нашата топ листа имаме скок од предлог песна на место број 2. Младата и амбициозна Стојна Николова со ултрахитот Рано е. Клубот гори сите, баш сме пијани. Како плима страст не доаѓа, еуфорија не обзема. И за авантура секој сонува. Одлична забава, добро друштво, не се трезна до максимум. Свесно ја се опуштам. Овде сите како една душа сме. Басот гради баш не удира, диджејот не полудува. Во нас врие права крв балканска. Одлична забава, добро друштво, не се трезна до максимум. Свесно ја се опуштам. Играм и флертувам, ритам одвози. Ова луда ноќ нема да се повтори. Неуморна сум баш, лудост ме гре да си заминам. Рано е, рано е. Играм и флертувам, ритам одвози. Ова луда ноќ нема да се повтори. Неуморна сум баш, лудост ме гре да си заминам. Рано е, рано е. Како што напоменав на почетокот, за оваа недела на топ листата имаме само еден предлог. Боби Павловски со неговата песна Кафанска, која имавте можност да ја проследите во минатонеделната емисија на Фолк Естрада.
Вашите гласови одлучија трета недела поред првото место да го заземе Елена Велевска со незината песна Бел лебед. За сите струмичани имам една убава вест. Оние кои што сакаат да поминат најлудата новогодишна ноќ во овој град, Елена Велевска на 31 и 1 јануари ќе настапува во клуб Селект. Моето срце, школка ти го ставаш, па испраќаш таму, кај што секој спомен удавен на дното самува. Убав мој бел лебеде, со тебе црно љубовта мртво море, не плови ме. Убав мој бел лебеде, нашето созвездие, згаснато е, не можеме да летаме, без крилја сме. Мојта душа ти ја газиш, па испраќаш таму, кај што секој спомен удавен на дното самува. Убав мој бел лебеде, со тебе црно есе, љубовта мртво море, не плови ме. Убав мој бел лебеде, нашето созвездие, згаснато е, не можеме. Убав мој бел лебеде, со тебе црно есе, љубовта мртво море, не плови ме. Убав мој бел лебеде, нашето созвездие, згаснато е, не можеме да летаме, без крилја сме. Згаснато е, не можеме да летаме, без крилја сме. Тоа беше состојбата со кој вашите гласови ја креира топ листата за оваа недела. Продолжете и понатаму да гласате на veselo.mk. Следете не на социјалните мрежи на Facebook и Instagram. Фолк Ексклузив се емитува секој работен ден од понеделник до петок од 21 часот и 30 минути на Тројка. Мујсо, ти си познат со тоа што не работиш само тука во Македонија со македонски музички имиња, туку работиш и во соседна Бугарија. Ајде малку да проговориме околу тоа. Па околу 10 години сум застапен на бугарската естрада како композитор. Работам со двете најголеми компании таму, Pioneer Продукција и Диапазон Рекордс, односно Ара Музик беше, тие се поделија сега, небитно. Значи со нив работам доста често. Во последно време и се грижам нашите млади пејачки кои што веќе работат со мене во последно време, како што е Стојана Николова. Прошлата емисија она ме најави, морам да ја поздравам јас сега. Бевме во Бугарија заедно, таму веќе почнеме да снимаме и спотови со нив заедно. Значи се јавува голем интерес од нивна страна за нашите млади таленти, да кажам, млади пејачи надржни македонски.
Инаку 10 години сум исто присутен и на фестивалите бугарски, како што е Пирин Фолк. Пирин Фолк, токму тоа сакав и да го Нашите прашам. голем дел, нашите пејачи ги однесов како композитор таму со мој песни, Ја знам Анастасија дека. Анастасија беше, меѓутоа не со мене, Бажа беше со мене. Миле Кузмановски, Сузана Гавазова, Зуица Лазова И кој не? и кој не. Да. Доста, доста. Значи ги промовираш таму нашите музички бевме имена. заедно, прв пат бевме со Наумче заедно, бевме цимери. Знам и јас бев со вас. Меѓутоа, да. Се сеќаваш? Тој ме однесе мене, тоа беше многу одамна. Првата година која тоа 2005-2006 негде. Да, 2006 бевте. Или 2006 така нешто беше. Меѓутоа, соработката со Бугарија е одлична сега за сега, се надевам дека ќе продолжи. Каде има подобри гласовни способности? Во Македонија или во Бугарија? Види, Балканот е полн со гласовни можности, не можам да кажам дека е таму нема и таму има и кај нас има. Не можам да го мерам тоа затоа што различни стилови пеат и тие наши македонците се пеат различни стилови, меѓутоа има квалитети таму и таму. Сепак е еднакво поднебие, едни граници само не дели, така да не можам да кажам дали има повише таму. Ако земеме процентуално во народ, тие се многу поголем народ од нас, меѓутоа Токму така. талент има кај нас доста. Би ја прашала Анастасија Петреска, кога екипата од Фолк Естрада ќе присуствува на промоцијата на првиот албум твој? Па сакам нешто сега после Можеме нова ли нешто година да да навестиме, да направам. најавиме? Да, се очекува. Сакам да направам 2 цедиња. Која Бидејќи имам година ќе биде тоа? 2016. Па си скоро. Да, во брзо време. До година здравје. До година здравје. Се подготвува 2 мои албуми. После тоа, после некој известен период, Значи, сакам прво да па дупло. поработам. Да, Да. прво па дупло ќе биде ова. 2 во 1. Браво. Да. Што ќе И- содржат тие албуми? Тие албуми ќе содржат до сега мои песни изведувани, а после известен период сакам да изработам стари македонски песни во моја интерпретација, кои што не се пеани до сега, Не е многу познати. не многу познати, едно такво CD да се направи, зашто да не. Воскреснување на македонската Македонска музика. музика. Одлично. Браво. Па и редно време. Редно време. Браво. Обично во секое издание на Фолк Естрада разговараме со нашите гости за актуелната ситуација во македонската популарна музика. Бидејќи сме ние Фолк Естрада, разговараме за фолк музиката. Мој сотивака како упатен и компетентен соговорник би те прашал кој е според тебе патот за излез од ова, така да наречеме, не баш најсјајна ситуација во која се наоѓа фолкот? Види, пред се можам да ти кажам дека и не сме во некоја криза, значи не сме во криза, Како што може да биде. значи фолк криза ние немаме, да се разбереме. Според мене, ние повеќе имаме медиумска криза кон фолкот, да. Кон македонскиот фолк. Па тука и го барам проблемот јас. Да, иначе ние немаме криза околу фолкот. Ние си креираме нови македонски песни, креираме и модерни песни, креираме и староградски, реставрираме Да. Тоа сите го констатира до сега Ние соговорници немаме дека криза околу тоа, меѓутоа имаме ни проблем. фали медиумска презентација. Презентација, медиумска да. презентација. Поголема присутност во медиумите. Пред неколку години, јас како не член на собрание, на вако, него општо член на ЗАМ, донесовме некоја одлука дека треба 30% македонска музика и наидовме на голем проблем. Не од медиумите, имавме проблеми од нашите колеги автори, нели? Меѓутоа, ако ја земеме една Грција или на Франција, таму е 90% домашна музика. Според закон? Според закон. Значи, Значи, ако, обврска. ако се покачи тука процентот на емитување на домашна музика, тогаш нема да имаме никаква криза. Затоа што ние добро функционираме како музичари, ќе кажам, не како автор, како музичар, добро функционираме. Имаме тезги, свириме, работиме на барат Австралија, Америка, Правиме се движиме, нова правиме музика, така. да. Значи, сме ово некој обрт. Значи, не сме во криза, не може да кажа дека сме во криза. Меѓутоа, медиумски, дека треба да се покрене иницијатива, да се тоа с големи процентуално ниво на пуштање домашна музика, треба. Тука го гледаме само проблемот, никаде на друго место. Значи главниот проблем е во Да, значи, јас, окей да имаме, пошто сме ние мултиетничка заедница, тука у Македонија да имаме и албанска, и српска, и, Па, нормално. и црногорска, меѓутоа да претераме с повеќе со српска, помалку со, или хрватска, помалку со македонска, тука е проблемот. И треба на тоа да се работи според мене. Токму така. благодарам на одговорот. Хајде малку да не пофалиш себе, бидејќи ние сме
медиум ве представуваме вас. Токму Ајде, така. повали. Супер, вие сте топ, ти си прекрасна, многу си убава. Фала ти. Инаку благодарност до Сител телевизија, Сител 3, која што има ваква емисија, на која што имаме шанса да се Добро, тоа беше една од целите на оваа програма, да се промовира дај Боже сите медиуми да имаат нова македонска музика. Дај Боже сите медиуми да имаат по една емисија Треба да ги ваква, подсетуваме. Пофалиме да кажи нешто. Фала ти. Мислам дека одговорот беше во вистинската точка. Се погоди според се мене надам е дека ќе погодена видат некој поентата. друга медиуми, а? И ќе направат ваква емисија. Сметам дека е погодена поентата. Одговорот е точен. Седи Ти пет. благодарам. Да. Ти благодарам. Остана уште да видиме на лице место со своји очи и да слушнеме со своји очи како ќе функционира тандемот Анастасија и Бобан на вокален план во Америка. Да видиме дали ќе функционира според најавите. Сега ќе видите. Да, во живо. Јас одвај чекам да чујам. Да, и мислам дека е и момент да ви се заблагодариме што бевте во ова издание на Фолк Естрада, што бевте заедно со нас. Благодарам што ни Со екипата на разубавивте Фолк Естрада и со емисијата. нашите гледачи. Благодариме на поканата. Ви пожелуваме успешна турнеја и берижетна во Америка и да се вратите со убави впечатоци и да ни раскажете каков беше приемот, а ние сега ќе чуеме како ќе настапите во дует. Благодарност до вас, избор. благодарност до екипата на Фолк Естрада и Сител 3. Анастасија и Бобан. Благородече мори, пожаранче, благородече мори и пожаранче. Отвори ми джамли пенџер, сакам да те видам ја. Отвори ми джамли пенџер, сакам да те видам ја. Dej gidiat se more hađam ja. Dej gidiat se more hađam ja. Što da otvoram džamil penđer, koga ne te sakam ja. To da otvoram džamil penđer, koga ne te sakam ja. Благородече мори и пожаранче. Благородече мори, пожаранче. Ќе продадам сарај куќа, само да те земам ја. Ќе продадам и брза коња, само да те земам ја. Dej gidiat se more hađam ja. Dej gidiat se more hađam ja. Ne prodavaj brza konja, koga
Сарај куќа, само да те земам јас. Деј гиди аце море, аџамија. Деј гиди аце море, аџамија. Не продавај сарај куќа, кога не те сакам јас. Јас имам друго либе, него си го сакам јас. Тоа беше се за денеска. Ние уживавме, се надевам дека и вие уживавте во разговорот и во песните со нашите гости. Драги наши, ве очекуваме наредната сабота на истата фреквенција, во исто време и на исто место. Довидување.